Борбата помеѓу електричните возила и оние со конвенционални мотори не стивнува. Едните се надпреваруваат со апсурдна количина на конски сили, додека вторите ги подобруваат своите перформанси. Да не должиме многу, имаме бројни интересни прилози. Добре дојдовте во 38-та епизода од 30-та сезона. Марторел станува центар на новата генерација урбани возила кои ќе ја електрифицираат Европа. Започна производството на Cupra Raval и Volkswagen ID Polo. Тие се дел од семејството од 4 модели од 3 марки конструирани со цел електричната мобилност да ја направат попристапна. За отворањето на ова ново поглавје во историјата на групата Volkswagen во фабриката се вложени 3 милиарди евра како дел од заедничкиот проект со шпанската влада и конзорциум од други компании. Погоните на Seat поминаа низ длабока трансформација и сега представуваат индустријска сила подготвена да електрифицира Европа. Наред се купувачите на кои им се ветени цени кои стартуваат од 25.000 евра. Останали нешто што во бизнисот со електрични возила не гледа кокошка која носи златни јајца. После цела низа компании, главно технолошки, сега и собственикот на популарната и контроверзна социјална мрежа TikTok ќе истапи со собствена марка автомобили. На помош е повикана групата Ceres, која ќе ја обезбеди поддршката за производство и развој кој очигледно нема да трае долго, како термин за лансирање се споменува оваа година. Никакви детали официјално не се објавени. Она што е познато на јавноста, базирано на непотврдени гласини, е дека се работи за кросовер во електрична и верзија со продолжена автономија. Новата марка најверојатно ќе го носи името Saidu и зад неа ќе стои истоимената компанија на Ceres која настана како замена за марката Landian, која слабо се продаваше. Кинеските производители продолжуваат да ја засилуваат својата позиција во Европа. Потврдуваат податоците на аналитичката куќа Dataforce сумирани во периодот до април годинава. Резултатите покажуваат дека кинеските марки веќе не се екзотична појава на европските патишта и ограничено присутни само во помал број земји, туку се посериозни конкуренти на производителите кон кои купувачите традиционално се ориентирани. Посебно импресивни се бројките за најпродаваните модели, предводени од MG ZS, кои со освоените 42.500 купувачи дополнително ја зголеми предноста пред другите. На второто место со 27.900 продажби се наоѓа GQ7, кој значително брзо пробивајќи се напред го престигна MG HS и неговите 26.500 продадени примероци. Интересно е и што останатите две места се резервирани за моделите на овие производители. Omoda 5 забележа 25.800, а MG3 25.100 регистрации. На топ 10 листата зад нив се среќаваат уште Leapmotor T03, GQ5, Omoda 9, Xpeng G6 и Chery Tiggo 8. Велот за вкусовите не треба да се расправа. Тоа е златно правило и во Зондервунш одделението на Порше, кое во чест на 15 годишнината на Порше Молдавија подготви уникатна изведба на 911 GT3 Touring. Наречена Tree of Life, односно дрво на животот, се истакнува со комплицирана и драматична графика нагласена со златни детали.
Бојата на каросеријата постепено се прелева од предниот кон задниот дел, создавајќи уникатно визуелно присуство. Внатрешноста во која испреплетено се користени повеќе различни материјали е инспирирана од молдавските народни носии, а дрвените елементи дополнително ја поврзуваат кабината со природните и занаечиските традиции на земјата. Механички автомобилот ги задржа сите карактеристики од стандардниот GT3 Touring, кој располага со 4-литарски атмосферски мотор со 510 конски сили и постигнува максимални 313 км на час. Рено се пофали дека некогаш произведувал авионски мотори, го реставрираше легендарниот француски авион Cordogne Rafale C460 од 1934 година. Стрпливиот процес траеше долго време, но трудот се исплатеше. Некогашниот светски брзински рекордер во категоријата лесни летала повторно е во воздух. Овој символ на авиацијата е одраз на вредностите кои Рено ги негува: пионерскиот дух, смелите технолошки визии и постојаното тежнење кон перфекцијата. Во негова чест, француската марка го именуваше својот кросовер Rafale, купе верзијата на Аустрал. Cordogne Rafale беше задвижуван од 6,3 литарски 4-цилиндричен мотор на почетокот со 150, а подоцна со 180 конски сили. Тежеше само 480 килограми и можеше да достигне 305 км на час. Беа направени само 2 примерока од него. Од своето лансирање, Ford Puma успеа да се наметне како еден од најпопуларните модели во европската автомобилска индустрија. Во 2025-та Puma беше најпродаваниот патнички модел на Ford во Европа, а воедно и најпродаваниот автомобил во Обединетото кралство 3 години поред, од 2023 до 2025 година. Производството на милионитата Puma е доказ за квалитетот, иновациите и вниманието кон деталите што го прават овој модел толку успешен. Успехот на Puma се должи на внимателно избалансираната комбинација на атрактивен дизајн, практичност и возачко искуство. Моделот е достапен како EcoBoost хибрид во целосно електрична верзија Puma Gen E, додека Puma ST PowerShift нуди дополнително нагласени перформанси за љубителите на динамичното возење. Досега беа само спекулации за евентуалниот ангажман на високот капацитети во англиската фабрика на Nissan од страна на кинескиот Chery, а сега веќе работите добиваат официјална потврда. Според меморандумот за разбирање, објектот во Сандерленд ќе остане целосно во сопственост на Nissan, но под истиот покрив ќе започне со производство на патнички возила Chery на производствената линија број 1 во 2027 година. Nissan смета дека ова е важен чекор напред и со нетрпение очекува да соработува со кинескиот бренд во финализација на договорот. Засега не се објавени детали за договорот, но повеќе од известно е дека наскоро на европскиот пазар ќе пристигнат возила на Chery со европски сертификат на потекло. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Chery добивате повеќе.
Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Cherry добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Cherry добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Баварците како да не знаат за доста. Високо оценетата М2 поради низината агилност и управливост со најновата еволуција доби MX Drive погон со кого стана уште подинамична. MX Drive системот за погон на сите тркала за прв пат се вградува во спортскиот компакт M2. Тој ја распределува моќноста развиена од 6-цилиндричниот реден мотор со 480 конски сили со две турбини помеѓу предната и задната оска според моменталните услови на возење. Тука во голема мерка помага активниот М-диференцијал, кој го распоредува погонот целосно варијабилно помеѓу задните тркала по потреба, максимизирајќи ја тракцијата и испоручувајќи ја динамиката на возење, што нормално се поврзува со модел со погон на задните тркала. Овие подобрени нивоа на тракција повторно ја зголемуваат агилноста, динамичноста и стабилноста на насоката на автомобилот и дополнително ги подобруваат неговите бројки на забрзување. Спринтот од мирување до 100 км на час е за 3,7 секунди, што е за 0,3 побрзо од варијантата со погон само на задните тркала. 200-ката ја лови за 12,8 секунди и продолжува до максималните 250 км на час, кои се електронски лимитирани. М-дивизијата со M-Drivers Package нуди уште поубедливи перформанси и максимална брзина. Новиот BMW M2 со MX Drive има специјално развиено подесување на подвозјето со голема сигурност во флуктуирачки услови на тракција, како што се мрази снег, како и на патека. Лансирањето на пазарот на BMW M2 со MX Drive ќе се случи кон крајот на летните одмори. MG Мотор, кој делува во рамките на кинеската групација SAIC, конечно одлучи ќе гради фабрика во Шпанија. Ова представува еден од најважните чекори во поновата историја на марката, која иако на стариот континент веќе подолго време се смета за европска, сепак сите своји возила ги произведуваше во Кина. Но после повеќегодишен силен раст на продажбата, во кој апсолутно го држи првото место меѓу кинеските марки, дојде време и тоа да се смени.
Според објавените планови, новата фабрика би се сместила во регионот Галиција, а вкупните инвестиции се преценуваат на околу 200 милиони евра. Почетокот на изградбата е планиран за 2027-та, а производството треба да стартува една година подоцна. Ке се вработат 2000 луѓе и ке има капацитет за 120.000 возила годишно. Со ова, MG дополнително ќе ги зацврсти своите пазарни позиции во Европа, каде од релансирањето на марката во 2011-та има продадено 1 милион возила. Во моментов марката е присутна во 34 земји со продажно-сервисна мрежа од 1300 дилерства на кои на располагање им е гама од 11 бензински, хибридни, плагин и електрични модели. Истовремено, од MG се пофалија дека од своето основање во 1924 година под оваа марка ширум светот се пласирани 100 милиони возила. Групацијата Volkswagen го продаде Bugatti, но го лансира Nuvolari. И тоа не е случајно, бидејќи длабоко ја поврзува историјата на Audi проткаена со намерна символика. Го носи името на легендарниот Тацио Nuvolari, еден од најголемите тркачки возачи на сите времења и возач на Auto Union кон крајот на 1930-тите. Историјата на Ауди вклучува концепт автомобил со ова име од 2003 година, дизајниран од Валтер де Силва, како претходник на А5. И на крај, Ауди Nuvolari има 1001 конјска сила, точно колку што имаше легендарниот Bugatti Veyron. Големината и пропорциите на Nuvolari го поврзуваат со Audi R8 и со сегашните модели на Lamborghini. Всушност, тој има техничка врска со Lamborghini Temerario. Погонот на Nuvolari е приклучен хибрид, со среднично поставен 4-литарски V8 мотор со две турбини, надополнет со 3 електрични мотори, 2 на предната оска и еден сместен помеѓу моторот и менувачот и располага со 1001 конјска сила. Моќта се пренесува преку 8-степен менувач со двојна спојка. Бројките за перформанси на Nuvolari значително ги надминуваат оние на Temerario. Максималната брзина е на 350 км на час, спринтот од 0 до 100 км на час трае 2,6 секунди, а од 0 до 200 км на час само 6,8 секунди. Каросеријата е целосно изработена од композитен материјал зајакнет со јаглеродни влакна на алуминиумската рамка. Разликите вклучуваат зголемена моќност, ревидиран систем за сопирање и ексклузивна технологија на Audi наречена Quattro Predictive Ride, која практично ги анализира условите на патот и реакциите на возачот и соодветно се прилагодува. Внатрешноста ја карактеризира минимализам проткаен со ретрофутуристички теми, хоризонталната архитектура, геометриски форми, висококвалитетна комбинација на материјали и функционалност го карактеризираат кокпитот. Audi нагласува дека по испораката на 499 возила нема да има понатамошни варијанти или деривати. Затоа ја постави цената на околу 600.000 евра, а испораките ќе започнат следната година. Скоро сите европски земји нудат некакви фискални поддршки за стимулирање на електрификацијата, но овие поволности значително се разликуваат како според сумата и условите што треба да се исполнат, така и во однос на тоа што се набавува: автомобил за приватни или службени потреби, доставно возило или пак полначи. Асоцијацијата на европски производители на возила редовно објавува преглед за субвенциите и другите даночни олеснувања за земјите што ги следи членките на Унијата плюс Исланд, Норвешка, Швајцарија и Обединетото кралство.
Според најновиот нивен извештај, директни субвенции за купување електрични возила не нудат десетина земји, иако во скоро сите постојат некако вид данечни ослободувања или друг вид бенефиции. Од оние кои пак имаат субвенции, најширокогради се Италија со максимални 11.000, Полска со 9.400 и Хрватска, Кипар и Малта со по 9.000 евра за купување електрично патничко возило. Таму каде ги има, сумите за комерцијални возила се многукратно поголеми, додека набавка на полначи стимулираат околу половина од европските земји. Сосема е јасно дека за постигнување на долгорочните цели за декарбонизација на транспортот потребен е поунифициран европски настап. Но, место тоа се случува спротивното. Дел од земјите веќе спроведуваат планско намалување на субвенциите се до нивно конечно укинување, а се кратат и останатите бенефиции кои се добиваат. Се оди дури и подалеку. Некаде возачите на електрични возила веќе плаќаат поголеми давачки, посебно за надоме за користење на патиштата. Причината е јасна. Од секој литар продадено гориво се одвојува одредена сума за тоа која не може да им се наплати на собствениците на електрични автомобили. Често и осигурувањето за нив е повисоко, бидејќи трошоците за поправка во случај на несреќа се поголеми. Во многу земји постојат и посебни тарифи за струјата со која батериите на возилата се полнат во домашни услови. Всушност, ваквата законска можност ја имаме и ние. Во моментот таа давачка изнесува 0%, но еден ден лесно и брзо може да се смени. Електричните хиперавтомобили или не научија дека огромните бројки веќе не се невозможни, но имали крај во трката со абсурдната количина конски сили и спектакуларните перформанси. Германската компанија Electron Motors смета дека уште сме далеку од тоа, подготвувајќи го својот модел наречен Quasar. Quasar има карбонска конструкција, активно ослонување, тежина од само 1427 кг и 4 електромотори со вкупно 2413 конски сили. За забрзување до 100 км на час му требаат едва 1,65 секунди, а најголемата брзина е ограничена на 450. Без блокада би можел да постигне 525 км на час. Од компанијата споменуваат и автономија од 604 км и ултрабрзо полнење до 85% за приближно 15 минути. Покрај се, производителот тврди дека не сака Quasar да нуди само брутални забрзувања, туку и чувство на механичка драма која електричните автомобили често ја немаат. Затоа и има вградено склопови кои не се среќаваат кај другите, како што се механичките диференцијали со ограничено пролизгување и електрохидроуличен систем за управување. Поседува и симулиран 8-степен менувач и звук кој би се слушал дури од Вселената. Накратко кажано, германците веруваат дека за ваков хиперавтомобил не се доволни само суровите перформанси и дека разликата е во доживувањето на возењето. Со тоа може би ќе убедат 90 купувачи да платат по 2,2 милиони евра плюс давачки. Испланиран е и втор модел со околу 1400 конски сили и цена од 600.000 евра. Луксузните автомобили немаат проблеми со пласманот. Само главното прашање е дали тие може да постигнат со своите модели кои се прават по специфичните желби на купувачите. Сепак, Rolls-Royce и Bentley ги обновија своите адути. Rolls-Royce ја представи втората серија на електричниот Spectre, кој уште од кога се појави во 2023-та заради безвременскиот дизајн, напредните технологии и добрите карактеристики стана еден од најзначајните модели на модерното доба на марката.
И новиот модел, кој, иако изгледа исто, донесува низа подобрувања, се надоврзува на овој успех. Главните измени се во погонскиот систем, кој сега располага со 600 конски сили, кои кај Black Badge изведбата се искачуваат на 680. Редефинирани се и батериските келии, со што времето на полнење е скратено, а автономијата продолжена на 628 километри. Стилските подобрувања во внатрешноста донесуваат бесконечно многу можности за уникатна персонализација. Например, сега е достапна завршна обработка со која се нагласува елеганцијата за која се трошат по 16 километри конец и тоа во 50 различни нијанси по избор на купувачот. Инструмент таблата и часовникот, инспириран од воздухопловите, се нови, а во декоративните плочи се имплементирани дори 8108 поединечни светлосни елементи налик на пиксели. Ексклузивноста секако има и цена, која се уште не е објавена, но сигурно нема да биде пониска од 300.000 фунти. Бентли го обнови големиот Flying Spar, кој заедно со новиот изглед повторно ја доби и спортската S изведба. Најзабележителна промена е редизајнираниот преден дел, инспириран од Continental GT, со единечни предни светла придружени со испеглан браник и маска обликувани како една целина. И задниот дел е прочистен и на него веќе ги нема наборите на багажникот и хромираните рамки околу светлата. Кабината не се измени значајно. Впечатокот е подобрен само со неколку суптилни стилски корекции. Она што се наведува како вистинска вест е лимитираната Virtuoso Collection серија наменета за аудиофилите, за која треба да се доплатат 25.000 фунти. Спортски ориентираните пак ке го поздрават враќањето на S верзијата со хибриден V8 погон со 680 конски сили, активно ослонување и електронска блокада на диференцијалот. Како и досега, на врв на понудата останува Flying Spar Speed со 782 коњи и 1000 Нм максимален вртежен момент. Производството е планирано да започне во септември, а Бентли, иако веќе прима нарачки, ги задржа цените за себе. Ке стане ли Мерцедес колатерална жртва на антикинеската хистерија на американците? Компанијата, која од многу одамна успешно ја гради својата репутација и еден од поважните играчи на тамошниот автомобилски пазар, се соочува со потенцијална забрана да работи во Соединетите држави. Работењето на Мерцедес во Соединетите држави се става под прашање и неизвестност. Причините лежат во параноичните стравувања на американците од кинеската индустрија, заради што се подготвуваат низа административни бариери да се спречи нејзиното влијание врз домашната економија. Една таква ќе биде новиот закон, кој е во фаза на разгледување и има поддршка од политичарите од двете најголеми партии со кои се ограничува работењето на компаниите кои во својата собственичка структура имаат кинески капитал. Во предлогот се споменуваат 15% над кои на тие компании би им било ускратено правото 5 години да увезуваат, продаваат и произведуваат на американска почва. Токму тука лежи и загриженоста на Мерцедес, во кој кинескиот бајк, како најголем поединечен акционер, поседува 10%, а оснивачот на Гили, Ли Шуфу, преку една своја инвестицијска компанија, дополнителни 9,7%, што заедно е доста над предвидената граница. Иако целата процедура се уште е далеку од финалната фаза, Мерцедес може да се најде во сериозно неповолна ситуација. Америка е втор најголем регион според продажбата и компанијата таму има производствени погони за своите најпрофитабилни модели кои ги испорачува низ целиот свет. Без оглед на конечниот исход, овој случај јасно покажува колку автомобилската индустрија и глобалниот капитал се меѓусебно поврзани, така што било каква одлука донесена во политичките институции може да има непредвидливи далекосежни последици.
Дојдовме до крај на уште еден возбудлив колаж. До следната средба за 7 дена ви посакувам се најдобро.